Европската унија представува единствена интеграција на суеверни европски земји кои цврсто решиле да делат заеднички иднина и да здружуваат дел од својот национален суверенитет. Земјите членки на Европската унија дел од своите овластувања за донесување на одлуки им го делегираат на европските институции, што ги имаат создадено за да можат одлуките за специфични работи од заеднички интерес да се донесуваат по демократски пат на ниво на Европа. Терминот Европска унија во службена употреба е воведен со договорот за Европска унија, Мастрих во 1993 година, со кој се заменија трите правни интеграции на западноевропските држави. Европската економска заедница, ЕЕЦ, Европската заедница за јаглен и челик, ЕЦЕСЦ и Европската заедница за атомска енергија, Евроатом. Шуманската декларација е декларација на францускиот министер за европски и надворешни работи, Роберт Шуман, донесена на 9 мај 1950 година. Тој предложил производството на јаглен и челик на Франција и Западна Германија да се стави под единствена влада, која подоцна ќе биде отворена за другите европски земји. Крајната цел била да се смират односите, особено меѓу Франција и Западна Германија, преку постепена политичка интеграција, со што би се постигнала со создавање на заеднички интереси. За да се создаде заедница на народи, пред се е неопходно да се потисне вековното непријателство меѓу Франција и Германија. Конрад Аденауер, првиот канцелар на Сојузна република Германија, позитивно одговорил на декларацијата, како и владите на Холандија, Белгија, Италија и Луксембург. 6 држави го потпишале Парискиот договор на 18 април 1951 година. Договорот ја создал Европската заедница за јаглен и челик, првата европска наднационална заедница која го отворил патот на Европската економска заедница, а потоа и на Европската унија. Шуман подоцна станал голем поборник за понатамошна интеграција преку исклучително нератификуваната Европска одбранбена заедница. А во 1958 година станал првиот председател на преходниците на денешниот Европски парламент. Парламентот му ја доделил титулата Татко на Европа на Шуман кога тој ја напуштил функцијата во 1960-тите, а Бриселската област во која се сместени неколку институции на Европската унија го носи неговото име. 9 мај официјално е означен како Ден на Европа, по влијанието на декларацијата врз европската политика. Денес, првата декада на 21 век, нуди посветла иднина, но исто така ја сочува Европа со нови потешкоти и предизвици. Европската унија е отворена за секоја европска земја што ги исполнува демократските, политичките и економските критериуми за членство. Проширувањата ја заакна демократијата, ја направи Европа побезбедна и го зголемија нејзиниот потенцијал за трговија и економски раст. Институциите на Европската унија ја докажаа својата вредност, но тие морат да се прилагодат за да можат да се справат со проширувањето на унијата и со се поголемиот број на задачи што таа треба да ги извршува. Секоја дефинитивна промена на сегашниот систем мора да обезбеди мнозинство и почитување на разликите кои се најскапоцената вредност на европските народи. Реформите мораат да се фокусираат и на процесот на одлучување. Европската унија има 27 земји членки и повеќе од 447 милиони жители.
Соработката на земјите членки се заснова на слободно движење на стоки, услуги, луѓе и капитал во рамките на Европската унија, без ограничувања во вид на царини или други препреки. Со цел ова да функционира, Европската унија го создаде внатрешниот пазар. Земјите членки на унијата соработуваат и во други области: заштита на животната средина, земјоделството, борбата против организираниот криминал. Шенген соработката истовремено се нарекува пасошка унија на Европската унија, што значи дека земјите кои учествуваат во неа немаат пасошка контрола при преминување на границите во рамките на шенгенското подрачје. Државјани не на Шенген земја немаат потреба за пасош при патување во други Шенген земји. Доволно е да носат национална лична карта. Шенгенските одредби исто така предвидуваат и поблиска соработка и координација меѓу граничните и царинските власти, органите надлежни за издавање визи, судовите и полициите на земјите членки. Една од главните инструменти за постигнување на оваа соработка е Schengen Information System, што представува опширна база на податоци која им овозможува на овие власти да разменуваат информации од целиот шенгенски простор. Главниот предизвик е да се зачуваат мирот и безбедноста и надвор од границите на Европската унија. За да се соочи со овој предизвик, Европската унија развива заедничка надворешна и безбедносна политика, за да може да действува како сила на стабилност, соработка и разбирање во светски рамки. Околу половина од земјите членки на ЕУ учествуваат во Европската монетарна унија. Во тие земји се употребуваат заедничката валута евро. Другите земји членки или не учествуваат или не ги исполнуваат условите за влез во монетарната унија. Една земја членка не смее да ги фаворизира сопствените производи и услуги. Мора да се возможи купување и продажба на стоката под исти услови на целата територија на Европската унија. Поради тоа, Европската унија има една заедничка царинска стапка и единствена трговска политика. Целта на заедничката земјоделска политика на Европската унија е да обезбедува конкурентно земјоделство и производство на здрава храна. Голем дел од буџетот на Европската унија се троши за земјоделската политика. Земјоделството, шумарството и земјоделскиот развој се круцијални за искористување на земјиштето и за управувањето со природните ресурси во европските рурални области. Зајакнувањето на европската развојна и рурална политика представува приоритет на ЕУ. ЕУ има заеднички правила за заштита и подобрување на животната средина, заштита на здравјето на луѓето и правилно искористување на природните богатства. Земјите членки на ЕУ соработуваат во борбата против интернационалниот организиран криминал. Постојат заеднички правила за борба против тероризмот, трговијата со дрога и детската порнографија. Во борбата против криминалот соработуваат царинските, полициските органи и јавните обвинителства на земјите членки на Европската унија.
Главната цел на заедничката имиграциона политика е да се подобри управувањето со миграцијата преку координиран пристап, имајќи ја предвид економската и демографската состојба на Европската унија. Со еден збор би опишал прогрес. Еднаквост. Заедница. Со еден збор единство. Развој. Иднина. Солидарност. Толеранција. Соработка. Подобар живот. Иднина. Равноправност. Напредок. Според мене еден збор кој што ја фаќа целокупна поента на Европската унија би било зборот солидарен, пошто сметам дека солидарноста меѓу земјите членки на Европската унија е нешто многу битно и на тоа се заснова цела организација на Европската унија. Нови можности. За мене ЕУ значи размена на искуства, пошироки перспективи, размена на знаења и култури и сплет на националности за подобра иднина. Просперитет, безбедност, стабилност, како и пристап до европско образование и европско здравство. Би се отвориле нови работни места со тоа што би имале зголемен број на инвестиции, кои што би го намалиле, па дури и запреле трендот на исцелување. Исто така би се зголемила конкурентноста на домашната економија со реформите во образованието. Лично за мене, проширување на граници, можности, напредок, достоинство на секоја индивидуа и најважно човечки права. Па пошироки можности, односно проширување на полето на работа, образование, спорт. Македонија заедно со целиот регион е нераскинлив дел од европскиот континент, па така со целосна интеграција во Европската унија ќе има различни бенефиции од економски просперитет, мир и стабилност и така натаму. Би добила можност за студирање надвор од границите на нашата држава, понатаму можеби некое волонтирање во некоја европска невладина организација. Важно е Македонија да влезе во Европската унија затоа што на тој начин би се подобрило производството, би се подобрила животната средина и би дошло до поголем развој на нашата држава. Членството на Македонија да влезе во Европската унија е важно, бидејќи производителите што се тука во Македонија ќе може да ги конкурираат нивните производи низ сите членки во Европската унија. Па би имала можност за дообразование и поквалитетна едукација. Доколку Македонија влезе во Европска унија, младите ќе имаат повеќе бенефити, но сметам дека најважни се слободата на движење, повеќе можности за работа и студирање и мобилност. Со тоа што Македонија ќе влезе во Европската унија, иако формирана на основа на поголем сојуз во тогашните војни, лично повеќе сум насочена кон можностите кои младите ќе ги добијат за продолжување и проширување на образованието и нивната кариера во множеството на програми во таа насока, како најшироко распространета може да ја споменеме Erasmus+, која се стреми за такви цели. Зголемени подобри можности за младите, посебно за нивното школување и нормално за вработување. Со пристапување на ЕУ, младите ќе добијат можност да работат во било која земја членка на ЕУ. Доколку Македонија влезе во Европска унија, ќе се спроведат реформи во економијата, политиката, образованието, кои што ќе доведат до ќе го поткренат развојот на државата. Според економски и социјален кадар, мислим дека би било многу добро Македонија да влезе во Европската унија, поготово за младите, затоа што нуди многу поширок спектар на можности за да се одбере работа, што значи дека нивото на невработеност е многу помало во Европската унија. Плюс тоа, земјите членки се работува многу добро меѓу себе и интересите им се трговските интереси им се поприлично слични, што значи дека имамо можност за надвори од други земји членки да просперирамо,
што значи надворешната трговија можеме да ја зголемиме. Исто така Европската унија нуди квалитетен социјален живот општо за сите нејзини граѓани на земјите членки што се во Европската унија. Исто така и образованието, имамо многу поширок спектар на универзитети, факултети, колеџи кои што можеме да се запишеме за да се напреднеме самите себе и со тоа да придонесеме за напредок на општеството, ако би биле земја членка на Европската унија. Важно е Македонија да влезе во Европската унија, бидејќи отвора ново поле за размена на знаење, за размена на искуства и со тоа и ние од Македонија ќе може да покажеме што нуди нашата држава и што нудат младите во нашата земја. Поради создавање на нови можности, економски развој, поголема можност за развој на младите, подобро образование и така натаму. Поголем пристап и можности за доквалификации, обуки, школарини, како и семинари насекаде низ Европската унија, како и многу други можности за младите лица, исто така и слободен пристап насекаде низ територијата на Европската унија без внатрешни гранични контроли и внатрешни граници. Прво и најосновно, подобрување на квалитетот на образованието, можност за развој и усовршување на други европски универзитети, понатаму можност за развој на сопствен бизнис, за развој на идеи и така натаму. Кога станува збор за влез во Европската унија од наша страна, ние како млади би имале многу повеќе можности што станува збор за вработување и за подобрување на пример на нашето образование. На тој начин би можеле да студираме или да учиме во некоја друга држава и со тоа би ни се отвориле многу повеќе можности на професионално поле. Јас како млад човек би добил многу со влегувањето на Македонија во Европската унија, би добил шанса за студирање надвор од Македонија, би добил шанса за размена на знаење со други студенти од цела Европа и би добил шанса за перспективна иднина со тоа што ќе можем да придонесам и јас во големото европско семејство. Не би се плачале факултетите? Предности сигурно ќе има најмногу за младите, но некои недостатоци не би можела да посочам затоа што што и да се добие ќе биде предност за младите отколку недостаток. Па јас би се согласила со истото. Признавање на факултетите во членките на ЕУ и подобра иднина на младите. Мај 1950 година. 6 основачи Западна Германија, Италија, Луксембург, Холандија, Белгија и Франција го потпишаа Парискиот договор 1950 година за создавање на Европска заедница за јаглен и челик. Потоа 1957 година истата станува Европска економска заедница за на крајот со договорот од Мастрихт, кој што стапува на сила на 1 ноември 1993 година, да стане Европска унија. Мислам дека е некаде после Втората светска војна со цел да се спречат идни војни. Европската унија формирана 1950. Европската унија се формирала 1993 година. Европската унија е формирана на 1 ноември 1953 година со Мастрихтскиот договор во Холандија. Роберт Шуман е француски министер кој што предложил производството на челик и јаглен да се стави под една власт и подоцна тоа да биде достапно за останатите држави надвор од Балкан. Важен, Роберт Шуман е основоположникот на Европската унија, кој е воедно и французин. Тој го има измислено Шумановиот план, кој што се состои од меѓусебна размена на јаглен меѓу Франција и Германија, со тоа што со овој договор, познатиот Шуманов договор, тој ги сближил Франција и Германија како ги подобрил односите меѓу Германија и Франција, со тоа што создал некаков пакт меѓу тие две држави, кај што двете има меѓусебен придонес и кај што луѓето сватиле дека нема потреба више да има ладна војна меѓу двете членки, со тоа што нели ќе се разменува на економски начин.
Па, јас мислам дека Роберт Шуман ми е познат од негде името, мислам дека беше познат композитор. Роберт Шуман е француски државник, роден 1886 година во Луксембург. Во повојниот период тој е француски министер за надворешни работи како и премиер. Истиот се смета за татко на модерна Европа, односно тој е првиот иницијатор кој што дава предлог земјите од Европската унија кои што имаат заеднички интереси, ресурсите за јаглен и челик да ги искористат заедно за да ги остварат заедничките интереси. Роберт Шуман е основоположник на Европската унија за јаглен и челик помеѓу Франција и Германија и од тоа се развила оваа денешна Европска унија. Еден од основачите на Европската заедница. Роберт Шуман е архитект на проектот за европската интеграција и татко на денешната Европска унија. Тој е човекот кој на 9 мај 1950 година во својот говор поставил предлог за обединување на француско-германското производство на челик и јаглен под една заедничка власт, се тоа во план познат како Шуманска декларација. Тоа е договор помеѓу Франција и Германија со кој подоцна би се продолжил производството на челик во Европа. Ја основал Роберт Шуман 9 мај 1950 година. Се однесува на трговија со јаглен и челик и е почеток на Европската унија. Декларацијата на Шуман го представува новиот европски проект кој што се заснова врз мир и солидарност. Односно, текстот во нејзе содржи предлогот на Роберт Шуман кој што го објавил на 9 мај 1950 година, каде што вели дека треба да се здружат заеднички интересите на државите кои што управуваат со ресурсите за јаглен и челик и со тоа да се обединат во нивните европски интереси. Шуманската декларација е декларација на Роберт Шуман, францускиот министер кој предложил во 1950 да се обедини производството на јаглен и челик на Франција и Германија. Шуманска декларација представува одличен пример на соработка на земји кои што во текот на Втората светска војна биле непријатели и долго време војувале меѓу себе и представува еден одличен пример за соработка после еден таков период и е доста важна е бидејќи представува основа на тоа што денес го знаеме како Европска унија. Договор помеѓу европските земји за создавање и користење на јагленот и челикот. Прво слушам за Шуманска декларација и не знам што е навистина. Што значи Шуманска декларација за тебе? Не знам. Што би до... Што значи ЕУ за тебе? Нема ми се смење. Добро и сега, например, што да одговорим сега овде, например? Поголем број на понуди за обуки до квалификации се збунувам зашто имам треба. Може од почеток? Подобро да не влезе. Пише Европска унија со еден збор.
Кој збора биде? Подобрување како биде? Солидарност. И како економски просперитет, мир и стабилност и многу пари. Ајде еднаш. Шуманска декларација, што знаеш за неа? Договор помеѓу европските земји со цел за да се создава челик и топри. Односно тој Шуманов план ги проверува, чекај сега како беше, се овдека се збунив. Да видим за што беше, имаше едно за нафта, едно имаше за друго, само да видим за што беше. Повеќе осетнемо. Зошто е важно Македонија да влезе во ЕУ? Со самото влегување во и многу слични можности што се однесуваат и на образование и на развој. Добро. Се сеќам. Не се слушаме. Како и че не се слушате, како не се слушате? Како се формирала Европска унија? Бога, ви не знам. Ај се. Прочитај реченица. Подобра работа, подобрување на стандардот на на животниот стандард. Би имале подобра перспектива што станува збор за живот, образование, би се подобрило исто така Шуманска декларација, краток опис и зошто е важно? После тоа, сега Роберт. Па не знаем. Уште снимаш? Ветури пауза. Зошто е важно Македонија да влезе во ЕУ? Не се смејте, стварно не знам што да кажам. Шуманска декларација. Шуманска декларација, декларација на францускиот министер Роберт Шуман. Не е проблем, уживај, нормално. Ајде шеташ. Роберт Шуман е основоположник на Европската унија за јаглен и челик помеѓу Франција и Германија и од тоа се развила оваа денешна Роберт Шуман е основоположник на Европската унија помеѓу јаглен Роберт Шуман. Сам се, чекај, не почни ју, да има време за као. Чекам, ја не ме сме. Сладко. Помеѓу Франција и Германија и од тоа се развила оваа денешна Европска унија. Сега за Шуманска декларација